16:30 време е за второто издание на Дневникот на телеканал А1, а што ќе гледате во него, погледнете во форшпанот. Мирно на граничниот премин до Иран, проток на возила од двете страни, преминот отворен и за цистерни со нафта. Гевгеличани најавна расправа за уредување на централното градско подрачје со површина од 15,5 хектари. Женскиот фудбал во Македонија во зародиш. Струмица ги креира првите дами на зелениот терен. Председателот на владата Емил Димитриев денеска се сретна со Јоханес Хан, комесар за соседска политика и преговори за проширување на Европската унија, при што двајцата ја истакнале значајноста и потребата од членството на Македонија во Европската унија и дале позитивна оценка за меѓусебните односи. Двете страни ги поздравија спроведените парламентарни избори, оценувајќи ги како фер, кредибилни и демократски. Соговорниците разговараа и истакнаа своји мислења и видувања за разни аспекти на актуелната политичка ситуација. Беа акцентирани реформите кои се потребни за унапредување на стандардите во сите општествени сфери и беше изразена посветеност кон продолжување на соработката на нивното спроведување, соопшти кабинетот на Димитриев. Премиерот истакнал дека владата во рамките на своите ингеренции е посветена кон реализација на сите потребни активности за водење на земјата и реализација на стратешките цели за европска и евроатлантска интеграција. Еврокомесарот Хан истакнал дека Европската унија го почитува интегритетот на нашата земја и нашата европска иднина. Двајцата соговорници истакнале дека е битно да се почитува сувереноста во одлучувањето за прашањата од државен и од национален карактер. Денеска на завршната пресконференција по министерскиот состанок за енергетика Хан изјави: нема време за губење, потребно е итно формирање влада. Важно е новата влада да биде на широка основа. Важно е да се нагласи дека изборите сами по себе не се крај на процесот, тие се важен и неопходен чекор, меѓутоа следниот чекор е формирање на нова влада, што е можно поскоро, има многу предизвици, има многу економски, безбедносни предизвици, има можности за соработка во регионот. Важно е новата влада да се формира на солидна, широка основа и да ја следи европската перспектива. Нема да даваме совети на било која партија како понатаму да продолжи со своите активности, но сите треба да бидат свесни за сопствената одговорност. Сега се работи за интересите на државата, интересите на граѓаните. Мнозинството на граѓаните се обединети околу европската перспектива. Тоа значи многу предизвици во иднината, меѓутоа тоа значи и донесување на многу одлуки, а крајната цел е подобрување на условите за живот во земјата, подобрување на сите перспективи. Колку што порано се формира влада, толку ќе биде подобро. Мислам дека нема време за губење. Ова ќе биде мојата порака. Конечно, кога зборуваме за демократија, владење на право, суверенитет, тоа мораме самостојно да го направиме. Тоа значи дека земјата сама мора да одлучи. Политичарите на оваа земја мораат да одлучат, да ја донесат конечната одлука. Треба да бидат свесни дека ни требаат соговорници кои се залагаат за европската перспектива и кои може да ни гарантираат дека можеме заедно да тргнеме на овој пат во следните години, патот кон европската интеграција. Ова е одлучувачко значење и не треба да се губи време. Како го гледаат доаѓањето и пораките на еврокомесарот Јоханес Хан македонските аналитичари, нивните ставови сумирани во наредните минути? Еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан денеска во Скопје на маргините на министерскиот состанок за Западен Балкан ќе се сретне со лидерите на политичките партии што се застапени во македонското собрание. Ситуацијата во Македонија последниве месеци, па дури ако сакате и последниве неколку години, е толку многу драматична
да не можам да кажам дека нешто многу драматично очекувам од самата посета. Секако дека не можеме да ја кажеме дека не е важна, но ако пак ги погледнеме сите случувања во минатото, не секогаш она што се договорило на самите средби со господинот Хан и било спроведено. Све планирано, дури во најголемиот хаос, све се знае, некој ги влече конците. Чинам дека во принцип креаме премногу голема врева околу доаѓањето на Хан. Тоа е веројатно потреба на внатрешните домашните ситуации кои се по многу што во исклучително тешка ситуација, нели така? Позицијата, односно дереđето кое се наоѓаме на вистина не е баш многу сјајно. Видите, Хан, кога доаѓа повеќе пати, доаѓа со намера да ги брани интересите на Брисел. Тоа е неговата задача, затоа го плаќаат всушност таму. Тие намери на Брисел, ние мораме да биде свесни дека последниве, да не одиме подалеку, последниве колку 9 години од 2008 година се лоши за Македонија, негативни. Не заборавајте дека нас не блокира, уценува и под ултиматум не става Атина, него Брисел. Тој има одвоени средби со лидерите на ВМРО ДПМН, Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на ДУИ Али Ахмети, на Бесак, Билал Касами и со Зијадин Сила од Алијансата за албанците. Вниманието денеска ќе биде насочено исклучиво кон сугестиите што комесарот Хан ќе им ги пренесе на партиските раководства во духот на последната порака од официјален Брисел, дека треба да се формира влада која ќе се потпре врз уставното мнозинство, со што е можно поширока подршка и од земјата нема веќе време за губење. Притисокот ќе расте, но дали ќе се остварат барањата на Брисел, дали конечно ќе стивне политичката криза во Македонија. И партиите и аналитичарите очекуваат денеска попрецизно да се дефинира што значи сугестијата за обезбедување уставно мнозинство и влада со што е можно поширока подршка, односно дали тоа значи политичка влада поддржана од најмалку 61 пратеник или широка концентрацијска влада во која би влегле сите. Аналитичарите Топузова и Никовски очекуваат со посетата на Хан да се стави крај на овие драматични сценарија на политичката афела. Хан доаѓа токму во време кога течат внатрепартиски консултации меѓу ДУИ и СДСМ, но и пред одлуката на партијата на Ахмети дали подписите за неопходното мнозинство да ги даде претходно па потоа да се преговара или кога ќе се постигне договор за влада. По тоа прашање засега стигнуваат дисонанти, Децидене Никовски. И председателот на владата на Република Македонија, Емил Димитриев, денеска оствари средба со Јоханес Хан. Еврокомесарот Хан на средбата со Димитриев истакна дека Европската унија го почитува интегритетот на нашата земја и нашата европска иднина. Во ваква ситуација, во политички кулоар, се проценува дека посетата на Хан ќе го даде главниот импулс за насоката во која треба да се движат работите, со цел земјата побрзо да излезе од кризата. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, придружуван од членовите на извршниот комитет Никола Поповски и Никола Тодоров, остварија средба со амбасадорот на Република Франција Кристијан Тиминио. Истакнаа дека партијата имала обид во рок од 20 дена да формира влада, иако од самиот почеток ни беше јасно дека со така тесното мнозинство формирањето влада во Македонија ќе биде сериозен предизвик. Сепак и покрај се влеговме со добра волја и оптимизам, било истакнато на средбата, но за жалка и ДУИ објаснуваат во партиското соопштение, било истакнато дека се појавија некои прашања кои ги одвратија да прават коалиција со ВМРО ДПМН. А од разговорите со нив и информациите кои ги добиле, доминираат најмалку две покрупни прашања. Првото е поврзано со корпусот на национални прашања, каде што влегува новата платформа која ја предложија и бараните измени на законот за употреба на јазиците. Второто е поврзано со нивните предизвици поврзани со наредните локални избори. Покрај ова, од ВМРО ДПМН беше истакнато дека во нашата држава има повеќе партии кои имаат специфика прилично несвојствена за други држави во светот, а тоа е да бараат и да чекаат мислење од некој надворешен фактор за работи за кои вообичаено во земјите на секаде во светот не се очекува мислење за такви работи од надворешни фактори, или дури и не може да се замисли некој друг да се вмешува во носењето на одредени
одлуки на партиите. ВМРО ДПМН многу ја почитува меѓународната заедница секогаш со полна сериозност пријаѓа кон анализата на ставовите и пораките што се испраќаат од незе и ги земаме во предвид при носењето на одлуките, но и разграничуваме каде треба да се додаде поголем теженски фактор на тие мислења, а каде и во кои случаи треба да се даде помал теженски фактор при носењето на одлуката. Тоа го правиме во склад со праксата која имаат и други политички партии во Европа и низ демократскиот свет, се вели во партиското соопштение од ВМРО ДПМН, при што истакнуваат дека сепак секој си одлучува за својот начин за работење и секој сам има право да одлучи како ќе носи одлуки и како ќе одлучува во иднина. Денеска во Охрид членови симпатизери на ВМРО ДПМН протестираа пред СВР Охрид, каде тимови на специјалното јавно обвинителство се распитуваа околу 200 лица кои донирале пари во партиската каса во 2014 година. Специјалното јавно обвинителство пак денеска соопшти дека е повредена тајноста на предистражната постапка за која во СВР Охрид биле повикани повеќе лица во својство на сведоци да дадат искази во врска со постапката. Како членови во парламентот на Собрание на Република Македонија, како пратеници, сакам да изјавиме следно. Пред 10 минути бевме кај одговорните на селективното јавно обвинителство, затоа што денеска за мене како пратеник специјално јавно обвинителство не постои. Затоа што работи селективно и против надлежностите кои Собранието на Република Македонија им ги даде. Не случајно денеска представниците на селективното јавно обвинителство не специјално дојдоа во Охрид да покажат мускули и да посеат страф над 17.000 охриѓани кои ги дадоа гласовите на ВМРО ДПМН. Гласови на чиста изборна победа, исти гласови кои ги освоивме на чисторна изборна победа 2014 година. Уште им предочивме дека имаат многу поважни предмети кои треба да ги истражат, сепак тие се одбрани од државава и треба да работат во интерес на државава, да спречат криминал и корупција, али тие упорно стојат на тоа што си добиле задача да си ја спроведат задачата. Значи, неколку пати им потенциравме дека и во Охрид, и во Македонија има многу случаи кои веќе и врапчината ги знаат дека се криминал, за нив се права слепи, а за истражуваат, губат време, не малтретираат со тоа ние што сме донирале. Ние овде се собравме да кажеме јавно дека ние природно даваме за партијата, пошто сме членови на партијата и ќе даваме за партијата. Тоа не е криминал, тоа е законска можност на сите членови на една партија. 6 цистерни кои беа заглавени на граничниот премин Евзони по преговорите на грчката царина и полицијата со земјоделците се пуштени да влезат во земјава. Ова се последните цистерни од вкупно 15 кои беа заглавени на овој премин неколку дена. Камионите кои превезуваат нафта и нафтени деривати покрај на граничниот премин Богородица веќе можат да поминуваат и на граничните премини Дојран и на Меджитлија, информираше портпаролот на владата Александар Георгиев. Оваа одлука која била донесена на владина седница ќе трае до 5 март. Наместо на еден граничен премин, како што беше досега, тоа е граничниот премин Богородица, цистерните, камионите, транспортните средства со нафтени деривати ќе може да влезат во Република Македонија и на останатите други два гранични премини кои што ги имаме со Република Грција, а тоа е граничниот премин Меджитлија и граничниот премин Дојран. Истовремено владата веднаш стапи во контакт со Царинската управа на Република Македонија, која што доби задолженија веднаш да обезбеди кадар и останати потреби во техника, во логистика, кои што ќе овозможат нормално функционирање на овие два гранични премини, овозможување на транзитирање на цистерните со нафта покрај на граничниот премин во Богородица и на граничните премини во Меджитлија и во Дојран ќе важи до 5 март оваа година.
А на граничниот премин Дојран денеска беше мирно со пропуштање на возила од двете страни, регистрира нашата екипа. Долга редица има за влез во Македонија. Превозниците на нафтени деривати мал дел од превозот го насочуваат преку Бугарија или по железнички пат. Грчките земјоделци се закануваат дека ќе го блокираат и преминот кај Дојран доколку грчката влада не им излезе во пресрет на нивните барања. По вчерашната одлука на владата, цистерните со нафтени деривати од јужната граница кои досега во земјава влегуваа само на граничниот премин Богородица, да може да влегуваат и на останатите премини со Грција. Денеска е мирно на границата кај Дојран. Возилата се пропуштаат од двете страни, со тоа што подолга колона од неколку километри се уште има на влезот во земјава, и тоа претежно од камиони и потешки товарни возила кои пренесуваат стока од други држави како Србија, Турција, но и од македонски превозници. Превозниците велат дека затворениот граничен премин кај Гевгелија им создал доста проблеми. Некои од нив повеќе од 5 дена чекале на преминот Богородица, а денеска конечно ја преминале границата. Па од синоќ од 18:15, 6:15. Така, како ви влијае како превозник кризава што се случува со протестите и со блокадите? Па nije dobro. Mnogo se čeka. Čekali smo tamo na Bogorodici 5 dana, pa smo došli ovde. Neće da nas puste zbog dokumenta, zato što su rađeni dokumenta na Bogorodicu. Pa ovde je problem sad na Dojan. I stvarno ovo je katastrofa. Ali opet je dobro kad može i ovde da se prođe. Da. Kad su od sinoć od 19 časa. Znači negde okolo koliko, 18 časa nekada čeka. Така, како превозник, дали ви влијаеше до сегашнава криза што се случува со блокадите и штрајкот од страна на грчките земјоделци? Да, секако влијае. Цела ноќ не сме спиени, а треба да возиме и така. Има ли трошок повеќе гориво и слично? Да, нормално. Палиш во колоната, тргни, застани, така. Трошко е секако повеќе. Со нафта. Колона имаше околу 5-6 км од грчка страна место. За сега мирно и без поголема фреквенција е во населените места Нов и Стар Дојран низ кои минува автопатот до границата со Грција. Токму поради тоа што овде се минува низ населени места, досега нафтените деривати се пренесуваа преку преминот Евзони Богородица, каде дневно поминуваа од 150 до 170 нафтени цистерни. Нафтените снабдувачи веќе преземаа мерки за пренасочување на цистерните преку премините со Бугарија и пренос по железнички пат, но сето тоа е во помал процент од потребното за да се задоволи побарувачката. Според владината одлука, оваа мерка за граничните премини Дојран и Меджитлија ќе трае до 5 март. Инаку грчките медиуми веќе пренесуваат дека по 10-дневната блокада на преминот кај Гевгелија, фармерите се закануваат дека ќе го блокираат и дојранскиот премин, како и железничката во Сехово, односно и Домени, каде требаше да се одржи средбата меѓу нивните представници со министрите од грчката влада. Ако средбата не се одржи до денес попладне, тие се закануваат дека ќе ги прошират блокадите, кои се против предвидените промени во системот на социјална помош и зголемувањето на даноците во секторот. Од Дојран одиме во Гевгелија. Таму денеска се одржа јавна презентација и јавна анкета за нацрт деталниот урбанистички план за централното градско подрачје, со кој се уредува градскиот центар со површина од 15,5 хектари. Денес во Гевгелија се одржа јавна презентација и јавна анкета за нацрт деталниот урбанистички план за централното градско подрачје. Со планот всушност се уредува градскиот центар со површина од 15,5 хектари и започнува постапката за донесување на значаен план, бидејќи се создаваат услови за уредување на градскиот центар во Гевгелија, односно ослободување на центарот за пешачко движење и примена на прописи од областа на урбанизмот. Измената на планот кој што постои до сега беше усогласување со нови законски прописи, усогласување со измените кои што се настанати во генералниот урбанистички план и две основни цели кои што сакавме да ги постигнеме со овој план е да направиме максимална валоризација на просторот во центарот на градот, да навистина заврши на центар и да го решиме на некој начин сообраќајот на малку поинаков начин од тоа што се случува до сега.
Јавната презентација ќе трае во период од 10 дена, а сите заинтересирани граѓани и правни лица од подрачјето опфатени со плановите, како и државните органи и други институции, своите забелешки, предлози и мислења на нацрт плановите може да ги достават писмено со анкетни листови. Анкетните листови може да се подигнат и да се доставуваат во архивата на Оделението за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина. Секој средношколец од Македонија кој ќе успее да земе учество на некој од 13 признати меѓународни надпревари ќе освои едно од првите 3 места ќе добива месечен паричен надоместок. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека оваа нова системска стимулативна мерка е дел од пакетот 40 мерки за млади. Доколку го исполни овој услов, ученикот, но и наставникот кој го менторирал и придонел за постигнатиот успех, ќе добиваат паричен надоместок во износ од 12, 10, односно 8.000 денари во текот на целата година, зависно од освоеното место и медал. До сега се пристигнати 3 апликации и истите се во фаза на разгледување. Очекувам бројот да се зголеми со оглед на тоа што Република Македонија има добар потенцијал и исклучително квалитетни и талентирани ученици кои редовно и во голем број учествуваат на општинските и државни надпревари како основен предуслов за квалификација на настап на меѓународните олимпијади. Долгометражниот филм Златната петорка на струмичанецот Горан Тренчовски вечерва ја има втората проекција на фестивалот во Индија. Ова е 5ти поред фестивал на филмот Златна петорка во режија на Горан Тренчовски. Златната петорка е единствен македонски филм кој е влезен во селекција на овој голем индиски фестивал кој се одржува во 6 милионскиот град Бангалор. Филмот е вброен во категоријата кино на светот и од Балканот се прикажуваат и филмовите на Емир Кустурица, Рајко Грлич и Лазар Ристовски. Инаку, ова е 5ти меѓународен фестивал на кој учествува филмот. Во следниот период филмот ќе се прикажува и во Русија, во Соединетите Американски држави, во Германија, Франција и во други држави, а до крајот на годината се очекува да биде прикажан на сите континенти. Женскиот фудбал во Македонија не е многу развиен и не нуди можност за напредување за оние жени кои сакаат професионално да се занимаваат со овој спорт. Кај нас на него се гледа како на професија, не се гледа како на професија и жените не добиваат пари. Во моментов во земјава функционираат 3 женски клубови кои се соочуваат со голем број проблеми. Спортот во